Која беше вашата улога во Македонија? Имавте контакти со македонски политичари? Имавте контакти со македонските служби? На кое ниво Красимир Каракачанов, кој агент на бугарските служби, ги имало сварувано своите контакти со Македонија? Кое ниво и на какво ниво? За тези работи не се говори, но едно нешто мога да кажа, аз съм го казал и друг път. След 90-та година, политиката на българската държава, следователно и на българските служби за сигурност, българското разузнаване, бяха насочени към това в Македонија, като съседна държава на България, да има спокойствие, да има мир, да няма война. Во текот на 1991 година бугарските служби први јавуваат и први ги спраќаат тие информации до Скопје дека се подготвува средба помеѓу Милошевиќ и Мицотакис за можна подолба на Република Македонија. Луѓето кои учествувале или кои договарале тие средби велат дека тоа всушност било на инсистирање на Милошевиќ, дека грците на некој начин се повлекувале од тие. Па не би рекол да се дека се повлекувале. Дека посебно војниот врв на Грција не сакал да учествува тоа бидејќи имал една силна контрола од страна на американските и НАТО структурите таму, а дека политичарите во Грција на некој начин ја прифакиле таа идеја. Да. А Мицотакис и Милошевиќ да делат остатокот на Македонија. Така. Србија да дојде до Велес. Значи до Велес. До Велес. Да. Тука да е на некој начин таа граница. Да се преди таа граница. И тоа е во оптек се до 95-та година. Јас иако до подпишување на времената спогодба? До подпишувањето на времената. На По присок на Америка престанете да се прекине таа блокада и економска и политичка, дури воена дури. Тие две средби кои во Софија, Букуреш ги имат Никола Клюсев, тогаш кој премиер на Република Македонија, и Блаже Ристевски кој вице-премиер на Република Македонија, со бугарскиот председател Желјо Желев и бугарскиот премиер Димитар Попов и со тогашниот премиер на Република Романија Петр Роман, на некој начин еминирана таа најавена конференција помеѓу Милошевиќ и Мицотакис за подолба на Македонија. Јас барав Глигоров да иде на тој состанок во Софија и во Букуреш. Тој ме убедуваше мене да јас одам. Аз за това го поканих, тој беше растревожен. И со мене дојде и Блаже Ристевски. Го зедовме авиончето и право во Софија. Разговаравме таму со бугарското раководство. И тогава аз казах на нашия министър-председател, в никакъв случай тая конференция не била да се свиква. Като пресених предложението му, реших, че това е разумно. И од тука ние со истото авионче отидовме во Букуреш. România a susținut întotdeauna statalitatea creată prin Republica Macedonia. Кој исто така не увери дека и тие нема да прифатат таков состанок и таква идеја. A fost o întâlnire foarte scurtă. И на таков начин мислам дека ние ја парализиравме таа акција на Милошевиќ и Мицотакис. Го читаме еден од шефовите на македонското разузнавање, господин Благоевски, тој вели дека во првата експертска влада на Никола Клюсев 5 или 6 високи министри биле на платен список и се работници на КОС. Тоа се фрапантни одредени со знање. Испаѓа дека КОС е многу повеќе присутен во ВМРО ДПМН nego што биле бугарските служби. Значи, още тогава знаехме, че в ВМРО ДПМН има много хора, които са хора на сръбските служби, на бившата УДБА, на КОС, на бившите югославски служби като цяло. Това беше известно. И не само в ВМРО ДПМН. Защото ако човек се върне в историята назад, някои от хората, примерно като Драган Богдановски, аз съм го казал и друг път, когато аз за пръв път дойдох в Македония, 1988 година, човека, който ме прияви на УДБА, беше Драган Богдановски. Така че той още тогава за мен беше ясно за кого работи. Имате ли други такви некои искуства, да речеме луѓе со кои сте соработувале во левите или десните партии во Македонија, тие тоа го кажувале на УДБА? Дали имало двојни играчи, бидејќи имало, разбира се. И сега има. Може ли барам едно име, ајде за АТА сме направиле 5 интервју, барам едно име да ми кажете колку да дајме една пикантност на емисијата. Имена не се говорат, крај на краищата в тези неща имат конфиденцијално. Читавме ценните страници на УДБА со Филип Петровски, ги читавме и таму Драган Богдановски, за кој што се постои биста пред штабот на ВМРО ДПМН сега пред Белата палата. Де факто таму, не де факто, де јуре има службени белешки кои што докажуваат дека практично тој бил вработен во управата за државна безбедност. Во УДБА. Бил со работа. Не.
Браво. Добро, има и Драган Богдан, Соработници биле и Мане, Гојко, барем така се пишани во не знам кои се тие, ама така се и пишани. што е многу важно, вие велите дека впрочем она што ние некако доаѓавме и ние до тој заклучок Да. дека ВМРО ДПМН е формирано од службите. Од службите е формирано за да се присобере целиот тој корпус на националисти. За да може да бидат силни и влијателни тајните служби, те мора да продуцират или да создават одредени емотивни прашања и подоцна тие емотивни прашања да ги издигнат на равниште на тешко решливи политички проблеми. Такви прашања може да бидат прашањето за името, прашањето за Косово, прашањето на Пиранскиот залив и така натаму. Во функција на таа своја политика, тајните служби ги користат своите врски, своите лостови во медиумите во одредена држава, дали тоа стана збор за Република Македонија или било која друга држава во светот. Со помош на таа медиумска логистика од тие тешки емотивни прашања, подоцна се прават тешки политички проблеми кои ги оптоваруваат односите помеѓу две држави. Врз основа на така зоврената политичка атмосфера се влие на политичката побарувачка на граѓаните, односно побарувачката на граѓаните за доаѓање на власт на одредена политичка опција. На крајот таа политичка опција за која се правеше целата ова ситуација доаѓа на власт и таа политичка гарнитура мора да служи во интерес на тајните служби или да прави одредена кохезија и одредена комбинација со интересите на тие тајни служби. Винаги службите на Југославија и службите на Грција се работили многу близко, многу тясно. Интензивно, што се вели. Интензивно, точно така. Докато Българија имаше други интереси. Интересите на Грција като држава Вие со кого? Со албанските служби повеќе. Тогава немаше албански служби. Значи, Тогава Албанија беше расипана држава, немаше служби за сигурност. меѓутоа бугарските служби. Само да довршам. Ајде. Само да довршам. Български служби работеха с германските, с американските, с френските. Предимно тези три служби бяха най-активните на Балканския полуостров. България работеше с западните служби Збориме на сигурност. периодот 91-95 година, кога се прави Говоря македонска држава. периода 90-та година до ден днешен. Гръцката политика беше насочена към това Македония да не съществува като независима държава. Това отговаряше на политиката на Белград. И не случайно сърбите не предизвикаха конфликт в Македония. Те смятаха, че са инфилтрирали всички служби, всички институции в Македония, всички партии, включително опозиционните тогава, МАК, ВМРО ДПМН и така нататък и другите. И по този начин могат да не си ангажират Южен фронт в Македония, за да могат да се справят с хърватите и с босанците. Но кога ќе сакат, ќе може да се врата. Тоа беше сушност тезата на србите. Да, ние се повлакаме којена, и то кога ќе посакаме, можеме да се вратиме таму. И до ден днешен, ако забележиме, каква е политиката на Гърция? Естествено, всяка държава провежда своята политика по таен начин, чрез своите служби. Политиката на Гърция каква е? Да не съществува македонска държава. Политиката на гръцките служби, които сигурен съм, че и до ден днешен работят много добре с сръбските си колеги, е тази. Македония да бъде до такава степен дестабилизирана, за да може Сърбия в даден момент да бъде спасителя на Македония. Добро, господин Карачан. И по един нормален начин, да го кажем, в кавички нормален начин, да се изпълни втората част от референдума за независимостта на Македония. Тоа некои колеги го пишат во Македонија. Некои колеги го пишат и това не е случайно. Пред 1,5 до 2 месеци кај што пишат дека треба да се реализира вториот дел на референдумското прашање. Ето това какво излиза. Най-големите патриоти в Македонија излиза, че са сърбите. Пред 2 века американците тада одредена теза или одредена флоскула која денес е многу актуелна, тоа е дека национализмот со тек на време ќе стане последно прибежиште на криминалците. И тоа се случува на Балканот. Та лекција се на Балкану последњих 20 година непрекидно учи и то на сопственим леđima, на сопственом животу. И што е поголема манифестација на национализмот колку борба за своите територии. И преку борбата за своите територии То су јака емотивна се питања. храни национализмот, а хранејќи го национализмот, ги храните профитите и печалбите на таа мафија што владее со властите во тие држави. Tačno, da li ste primetili još jedan parametar, indikator vrlo jak, koji može sigurno poslužiti za izvođenje vrlo jakih zaključaka na državno-političkom nivou. Mi smo na Balkanu, evo, ratujemo, svađamo se, prepiremo se, mrzimo se. A da li ste primetili da niti jedna jedina služba, ni vojna, ni državna, niti se sukobila međusobno, služba protiv službe u novonastalim državama, niti su se sukobile službe kad se dešava u nekoj državi promjena vlasti, svrgavanje vlasti, mirno ili nemirno promjena vlasti.
I dalje službe nisu jedna na drugu udarile. Dođe nova služba, ali ne udara na onu staru. Da li ste primijetili taj zaključak da na Balkanu još nikad nismo imali rat službi međusobno? To znači, oni su zajedno, s kim su zajedno? Sa mafijom. I sprega službi državnih i vojnih i mafije je jača opasnost na Balkan od nuklearnog faktora. To znači, generale, дека тие служби кои биле една служба во поранешна Југославија, направија војна, па стана 6 служби. Тие 6 служби преку тие војни конфликти си ги засилија своите позиции во матичните држави сега, владеат со тие матични држави, во спрега со криминалот, носат одредени гарнитури или симнуваат од власт и се уште меѓу себе одлично соработуваат. I najveći problem što oni nove političke snage, oni ih regrutuju i u pogodnom momentu ih dovode na vlast, podržavaju ih, daju jaku logističku podršku, posebno medijsku, da bi ih doveli na vlast. Jer danas je u zoni mafije velika količina informativnog prostora, medijskog prostora, je vlasništvo mafije, univerziteti, škole i oni regrutuju sada nove političke garniture i nove političke snage i dovode ih na vlast i zato mafije opstaju. Da, narod se oko prazne koske svađa, oni to dobro znaju, zabavljaju se u politici, a prave planove u biznisu i prave planove koja je sljedeća politička garnitura koga će dovesti. Koga će regrutovati, koga će dovesti i tako će oni preživjeti svaku promjenu vlasti. Sprega tajnih službi, svih, i vojnih i državnih službi i mafije na Balkanu izrazito jaka i traje veoma dugo. Izrazito. Швајцарски саат. Kao švajcarski sat.